Емисија за здравство. Дознајте се за вашето здравје. Долгата транзиција која ја зафати Република Македонија проследена со високата стапка на невработеност, како и незадоволството од начинот на водење на сопствениот живот, во безпарица доведува кај младата популација до отпочнување на користење на одредени средства со кои се скршнува од правиот пат и тоа истото доведува до девијантно однесување на младите. Токму невработеноста и девијантните појави кај младите е денешната тема на која ќе разговараме со Ѓорѓе Секуловски, психолог во Општата болница во Кичево. Господине Секуловски, добро дојдовте во емисијата. Добре ве најдов и поздрав до сите гледачи на телевизија Ускана. Една убава интересна тема која го тангира целиот народ во нашата држава во овие состојби на голема невработеност која продуцира многу последици кај младата популација. Невработеноста не е само грижа за младите, него грижа е за целото општество, кое што, да бидам искрен, по моје мислење, дали се движи во погрешен правец или не, но факт е дека немаме позитивен одговор од она што се превзема во однос на образованието, начинот на улогата на младиот човек, вклучувањето во сите пори на животот, во сите општествени промени, може би и неправилниот начин на тоа вклучување доведува до загрозеност кај младата популација, односно до една преголема загриженост за основното екзистенцијално прашање кое се однесува на младите кадри. Прво, јас би нафалил неколку работи во однос на образованието. Може би тука ќе бараме некако причината за многу чести девијантни однесувања и работи кои што посебно би ги нагласил во еден добар дел од нашава емисија, а тоа се положбите во кои се стават младите луѓе, односно нивните психосоматски нарушувања како последица на една од најголемите причини за таквите појави, тоа е невработеност. Замислете се како би реагирал млад човек кој завршил образование или нека не е без образование, се пријавува на заедницата за вработување, која за жал ќе речам повеќе не е сервис за вработување по моје видување оваа, затоа што не менаџира вистински работи, тамо се пријавуваат младите луѓе, дури се доведуваат и во состојба кои една ден не се пријава на работа да бидат избришани од евиденцијата за активни баратели на работа, се стават одма во пасивните баратели или воопшто се бришат од евиденција за навработување, со што сака да се прикаже овај помал број на невработеност. Тоа е една погрешна основа. Не дека тоа нешто ќе се прикрие, ќе се сокрие или нешто ќе се реализира по тоа прашање, но уште тука младите се содруваат, да, зашто нас ни служи заедницата за вработување. Првото скалило каде што наидува на отпор. Тие постојани трагања по животна екзистенција кај младите доведува сега до една конфликтна состојба, постојано се фрустрирани од немање пари, нели, како е младиот човек сака да излезе, да комуницира, да контактира. Нашата општина е таква каде што младите и немаат, Бог знае колку организиран начин на живење.
во нашиот град, тоа се сведува на одење по кафиќи, на едноставно дружење меѓусебно, што е кратко, а сето тоа изискува и пари, да речем. И тука веќе наидуваме на еден силен отпор кај младиот човек, што по мене сега, од друга основа, ќе речеме дека дали може секој да се справи со таквиот начин на живење. Затоа што во најголем број, барем од моето искуство и моите согледувања секојдневни што ги имам, во семејствата се обично многу ретко повеќе вработени, најголем дел се еден или ниеден вработен, или стечајци се, или технолошки вишок се, и така транзицијата, како што најавивте во стартот на емисијата, си го стори своето, многу луѓе остана без работа, без помошни, а и оние голем дел добар млади што почнува нешто да работат, да као Божем функционират, тоа се ситни пари за секојдневно така преживување, не се ни пријавуваат во најголем дел од газдите кај што ги вработуваат, а тоа се воглавном по кафиќи или по некој дуќан и така, што работат. Тешко се здружува заедно да направат, некогаш е и грешка на младите, да речеме, што не бараат помош. Имаме ние најави за одредени кредитирања, за самовработување и така, да се здружат во една така, да речем, една фирма или предпријатие мало, да може да екзистираат подобро, но и за тоа треба да се добро насочени од агенциите за вработување кои се, а и треба да представуваат нели сервис на граѓаните општо. Во овој случај, кога младиот човек, рековме, е доведен до првиот судир, сега мора да и поделиме работите на две нешта. Колку човекот може да го прифати таквиот начин на живење и колку тие фрустрации што му се наметнуваат кај него може да предизвикат несакани последици, а прв чекор е воглавном кај лицата, кај кои обично велиме личноста е послаба, со слабо его снага нема да се одбранат од таквите напливи на презагриженост, да речем, за неговите екзистенцијални потреби, доведува до појава кај што прво што ќе почне младиот човек е да влегува по дуќанчиња, да не плати, потоа да краде, да посегне да пуши, наоѓајки задоволство од тоа, што велам пак тоа е, мислам, слабоста на неговата личност, на неговата структура. Друг чекор е веќе влегување во посериозни девијантни однесувања, земање на дрога, која што па дополнително го оптоварува затоа што сега се создава една зависност кај таквите уживатели и тие дополнително сега што прават? Немаат пари, а се зависници почнуваат да го продаваат и она што го имаат од семејното, да речеме, накити или некои залихи, ако веќе имале, дури се случува највредните предмети од домаќинството, нели, да си ги продава. И во сето тоа се немоќни никој да им помогне на некој начин, да ги згрижи, затоа што организираноста на младите е многу лоша, многу слаба, нема, се губи она меѓусебна доверба, меѓусебно почитување кај младите и некако дури сега, наместо да се здружуваат, да прават некоја акција за да си го подобрат начинот на живење, се здружуваат во една негативна насока, кај што имаме, значи, појави на вакви девијантни однесувања. Тоа е едниот дел кај младите што можат, што не можат да го надминат тој проблем, да речем, тие фрустрации, тој проблем на екзистенција, на одржување, на преживување, би рекол, и вториот дел е каде што младите веќе влегуваат во едно уште полошо, би рекол, појава на многу психосоматски нарушувања, а како последица, нели, на сите тие
нарушувања што постојат нели во целата хомеостатична состојба, се нарушува целата нели човекова хомеостаза, затоа што не може секоја личност, значи колку и да е јака, не може тоа да го издржи неговото его, затоа што имаме постојани напливи, постојани фрустрации и доаѓа до една силна конфликтна состојба која што потешко после може нели да се совладува. Колку и на кој начин влијае невработеноста за да младата популација се оддаде на девијантните појави? Па јас реков, невработеноста е еден сегмент, може би најважен агенс, кој доведува ради сите овие состојби до овие девијантни однесувања што претходно ги наведов. И не е само, реков, тоа загрижувачко за мене, него за мене, како стручно лице, потешко ми паѓа кога младите се содруваат се во една конфликтна состојба, се прават нарушувања и за жал не бараат помош веднаш, а според мене е најдобро кога одма се побара помош да ги разрешиме конфликтите. Јас ги барам овие работи повеќе можда и во погрешната концепција на образованието. Прво, многу важно, оваа порака сакам да ја анализирам, не мора да е точна мојата констатација, агенциите за вработување, училиштата и слично, и сами учениците да се изборат за некои работи што сме сметале дека не чинеле, а во суштина се многу корисни. За мене постои можеби еден нарушен и погрешен концепт во образовниот систем. Ние ги оптоваруваме децата уште во средното образование со работи со кои што не треба да се оптоварени. Таа е една погрешна концепција. Погрешно школување по секоја цена. Јас, да не ме сватите погрешно, не сум против начинот, против настојувањето да се школуваат сите во средно образование, законска обврска и слично. Но овде сега ќе го поврза она што го имав од искуството во образованието, кога работев како психолог во образованието, тогаш многу убаво соработка имаше заедницата за вработување со школите. Бидејќи тога функционираше професионалната селекција и професионалната ориентација. Децата ги насочувавме на некој начин според нивните квалитети, според нивните ментални капацитети, според интелектот, според афинитетите што ги има, да се определат за она занимање за кое навистина се тие способни. Сега тоа го нема на некој начин. Јас барем не гледам такво нешто да се ориентираат децата. И сега сите наваливме некој мора средно образование, мора гимназија да се заврши и мора да се оди на факултет по секоја цена. Го девалвиравме квалитетот на образованиот систем. Каде ни се занаетите? Ние имаме голем процент на ученици што отишле во средно образование, а уствари не ги бива, така просто речено, едноставно треба да се бават со одредени занаети. Ние ќе ги вратиме занаетите со тоа. Со тоа ќе створиме можност, со таквиот начин на размислување да ги вработиме на некој начин, да ги ангажираме, да не мислат секојдневно на безпарицата, да тонат во една апатија, да речам, безпомошност, безидејност. И тоа ги раѓа овие сите, понатаму, нели, овие девијантни однесувања. Тука крива е по мене и помалу и политиката за таквото нешто. Зато велам, ова го нафрлам заради и кој би не следел како емисија, нека стави малце на размислување зошто ова го нафрламе. Младите луѓе, кога ќе бидат насочени некаде, селектирани точно, кога ќе им се објасни на родителите да се направи оној родител, ученик, училиште, да речем училишните психолози, педагози, кога тој триаголник ќе профункционира и ќе му се објасни на родител дека ова детенце го бива да биде уметник, го бива да биде и бравар и слично.
многу полесно и побрзо ќе се снајдат во средината. И било каде да одат, и надвор, ево ние сме со тенденција да влеземе во Европската Унија. Таму, верувајте, нема да ве прима никако лекар, никако правник, никако економиста, таму ќе бидете работник. А за да можете да работите, треба да познавате бар одреден занет. Тоа ми е целта ова да го насочам овај ваквиов начин на делување во воспитанието и образованието на младите со таа ориентација и селекција, нели, што ќе им се стави пред нив, нели, на младите, за да можат полесно да се снаоѓат во животот. Понатамо, велам, со ваквиот начин на образование се става во подредена состојба квалитетот, самиот квалитет на образованието. Не доаѓа до израз индивидуалните разлики за индивидуален квалитет понатаму. И тука сега веќе се создава една конфликтна состојба. Што после тоа? Јас ќе завршам, ние имаме на купови сега студенти, јас не сум против студирањето, дај Боже да се сите високо интелигентни па да може да завршат високообразовни школи, но уште тука онај што не може да го поднесе тој товар на таквиот образовен систем, се јавуваат веќе други нарушувања. Тоа се покрај невработеноста, уште пред барањето работа, ќе почне да влегува човекот во една конфликтна состојба, каде што после тешко се излегува и ќе доведе до многу нарушувања, нели, на пореметувања и нарушувања, нели, на многу органи. Тоа би во наредниот дел би го спомнале повеќе. Во овој дел на психосоматските нарушувања кои се последица на големата невработеност, обично се пренесува најпрво од едно дете на друго, безидејност. Послабиот карактер, послабата личност ќе го прифати дека за него решавање на овој проблем не постои, значи. И како последица на тие фактори, значи доаѓа до често и оштетување на одредени органи. Значи, кога ние пред младите ќе речеме, сега нема излез, нема што да правиме, нема каде да се оди, младите не се сега толку опитни па да можат да бараат излез во некои други работи, па да привредуваат на некој начин, да собираат некои, да речеме, така печурки или некои други, што ја знам, лековити билки, многу и не се и со тоа запознаени, нели? И сега тешко им паѓа, не можат, тие се наоѓаат сега на еден крстопад, ние во времето така го нарекувавме, нели? Сега се на крстопад и каде да ги селектираме, ориентираме децата. И сега не може да излезат од тој лавиринт каде и паѓаат во, значи, во чиста безнадежност, би рекол јас повеќе. Најпрво овој сегмент би спомнал за психосоматските нарушувања како последица, исто како последица на големата невработеност. Две теории кои така често ги припомнува, тоа во рамките на теориите на учењето и психоаналитичката теорија. Во рамките на теоријата на учење повеќе делува, нели, условниот рефлекс, реално, нереално, што младиот човек прифатил да е реално, што нереално. И тоа му создава сега, нели, една посебна тежина и младиот човек се доведува по дејство на тој условен рефлекс, да речем, реално, нереално, да завлезе во една непријатна, нели, конфликтна состојба и да си произведе како последица на таа состојба одредено психосоматско заболување. И втората е обично психоаналитичката, тоа се во главном и до индивидуални пореметувања како последица, посебно
срцевите, да речеме, често вие ќе видите кај младите луѓе ме стега срцето, од млади години се жалат, иако немаме објективно ние заболување, нели? Али тоа се во основа потиснати агресивни напливи, некогаш обично инервацијата почнува, нели, од стомако, затоа што плексусот, ја често го објаснувам на младите кои работиме на психолошко советување, дека тие етиолошки гледам, да речам, не постојат органски и се уште органско некое штетување, но почнува напливот секојаш од плексусот, затоа што плексусот е најголем сплет на нерви и секој пат таа инервација почнува, нели, од плексусот и токму после се шири на дишните патишта. Тоа е изразено посебно кај младите луѓе кои чувствуваат страф од губење на љубов. Понатаму имаме ендокрини нарушувања, нели? Значи, тоа е повеќе ендокрините нарушувања настануваат ради тие неможности да се одбраниме од емоционалните напливи, од конфликтите и баш кај ендокрините нарушувања сега би го поврзал наши екзистенцијалниот проблем. Посебно е тука истакнат кај овие ендокрини нарушувања, затоа што ние не можеме на вегетативниот нервен систем да му наредиме како да лача жлездите со внатрешно лачење, дали адреналинот, дали тироксинот, дали како да ја контролираме работата на срцето или слично. Сите оние, значи, со кои ние не можеме намерно да управуваме. И сега токму во овој дел кај што имаме нарушување на ендокрините состојби, значи се јавува како последица на екзистенцијалното прашање. Ја тука точно го поврзав и го најдов негде одговорот. Екзистенцијално прашање, најважно за младиот човек, што е екзистенцијата, така. Ако не му е таа основна екзистенција, често младите не се одлучуваат да стапат во брак, па не можеме да ја продолжиме врстата, значи цел социјален еден проблем се создава една низа на социјални, нели, проблеми. И имаме нарушување уште кај системите за варење, а тоа повеќе се од појава на агресивност, сексуално нарушување плюс агресивност и доведува до нарушување и на системот на варење. Значи, сега што треба да прави? Нарушење тој систем комплет. Ние треба да го вратиме организмот во една нова хомеостаза, како што функционира. Тоа го поставиле уште како прашање во своите теории Александер во Чикашката школа и Данбар во Њујоршката. Тој ги зема дури таквите личности, трауматофилни ги нарекува личности, кај кои доаѓа дури до повредување. А се е тоа како последица на неразрешен конфликт на личноста со авторитетот. А често авторитетот се јавува дома, најпрво, нели, родителот. И како рефлексија, значи авторитетот како рефлексија на тој амбивалентен однос, ќе заеме со таткото, агресија од една страна и љубов. Тоа е амбиваленцијата. Сакаме и неќеме, убаво и лошо, и сега не знаеме каде да се определиме, и тогаш настануваат тие судири на нашите мотиви, нели, и се јавуваат конфликти состојби внатре во личноста кои што тешко ние после, нели, ќе ги применуваме, ќе можеме да ги разрешуваме. Затоа, кога се јават вакви фрустрации, напливи, во почетокот, велам, се става еден одбранбен зид, ќе може организмот до одреден степен да се бори, ни бидејќи ние сме постален наплив на тие фрустрации и идот подсвесното постојано не прогонува да правиме ова, и ние ќе ставиме една барикада. Ќе ставиме барикада, но до одреден степен ќе издржи личноста. Не секоја личност. И прво ќе се јави една блага анксиозност од коректорот суперегото, колку може да влијае на нашето его, да ги вклучува тие одбранбени механизми, па да можеме да ги одбиваме се повеќе и повеќе. И така и кај за некои психосоматски нарушувања ќе се вклучи симпатикусот, кај некој парасимпатикус, да речеме, поделени се некаде тие појави, тие нарушувања, да речеме,
кога се активира симпатичниот дел, обично као последица на тоа настануваат хистеријата, шеќерната болест, диабетот, реуматоидниот артрит, токсикоза, значи срцевите заболувања и слично. А додека пак парасимпатичниот парасимпатичната реакција обично настанува астмата, она што не можеме да го разрешиме. Обично астмата се јавува кај младите дечиња, кај машките, но во повозрастните години се јавува почесто кај жените. Понатамо се јавува често појава имаме ради тие неразрешени конфликти на улкусни пореметувања, значи чиреви во стомакот и така натаму, течна столица и колити, значи чести проливи имаме и некои сосема други појави, нели, на како последица на психосоматските нарушувања. Сега, во тој сегмент, што мора ние да превземеме? Претходно спомнав, бил организмот во една хомеостаза, една равнотежа органска. Се вратиме сега пак назад на образованието. Децата во себе вклучуваат што е тоа добро, имагинацијата, бидејќи без неа не можеме да твориме, без фантазијата, нели? Поготово во периодот на созревање кој ќе влезат во првите години на пубертетот и подоцна во адолесцентниот период, тие маштаат за вакви или онакви вработувања. Често младите девојки застануваат во тој период пред огледало, па се замислуваат како ќе бидат манекенки, па сега е тоа модерна работа, па креативци какви ќе бидат, некои се замислуваат доктори, некои инженери, слично. И сето тоа ќе го постигнат до едно време, додека некој не им рече чекај стоп, ти не можеш да постигнеш. Тоа го немаме сега кај нас. Првото нарушување на таа органска рамнотежа настанува токму тоа. Кога првиот судир го направи младиот човек, што ќе биде со мене? Дали да продолжи школувањето, дали не? И сега, упорно ние им наметнуваме, нели, по секоја цена, прво родителите грешиме, по секоја цена школување на детето. Не. Сите си ги сакаме децата, но сите треба да имаме увид во тоа колкави му се способности. Доколку не можеме како родител да го. Затоа се тие сите стручни служби во училиштата, ќе поразговараме со педагогот, со психологот, со оделенскиот наставник, кои го следат, значи детето, развојот негов, и знаат отприлика кој афинитети детето ги. Значи првото нарушување органско се јавува тоа. Или јас една забелешка, ќе ми простите во овој момент, ќе ја ставам и една друга работа. Кога јас често работам со младите луѓе, јас сум психолог. Често ми нафрлаат дека многу ја сакат психологија. Психологијата е една комплексна наука, а прво што им паѓа на памет е дека ќе се спознаат самите себе, нивните вредности, нивната личност ја знаат, па ќе научат многу работи. А за жал, психологијата во средните училишта се исфрли како предмет од науката. За мене не дека јас сум психолог, него во основа децата многу нешто ќе научат преку тој предмет. Се исфрлија некои предмети, многу важни, се уфрлаат предмети, за мене не небитни, ама што помалци ќе ги внесат во иднината децата, отколку една психологија која ќе им го отвори патот да се осознат колку им се нивните вредности и дали ги имат тие вредности. Како да се дружат ќе научат. Тие и тоа не го знам некогаш. Често деца зошто нас ни запаѓаат во и имаме појава на психосоматски нарушувања, не само поради невработеноста, ова е само еден дел невработеноста, кој има огромно влијание за овие девијантни однесувања и нарушувања и психосоматските нарушувања. Тоа е само еден дел, имаме ние и X други причини кои, ево, незнаењето на да се адаптира детето во одредена средина, во одредено друштво, организирано друштво, неможноста да појде детето се губи, не знае како да одговори на потребите
во таа група и кај него настануваат сега фрустрации и после се јавува, нели не може да се брани од тие фрустрации, се чувствува повреден, се чувствува понижен, ќе почне да пати од комплекс на пониска вредност, дека е безвреден, иако тој има извонредно големи квалитети, но никој не му дал поддршка. И сега нас не е важно да му дајме поддршка, затоа се формираат групите. Нели? И тоа дете ќе падне во искушение да нешто со мене се случува. И ќе почне да се стега, па ме боли желудчето, веќе ќе забележи дека и дечиња уште од малата возраст, кога не се спремни за водење на училиште, од причина што не научил дома, и прв одбранен механизам му е нему, мене ме боли желудецот, мене ми се повраќа, јас имам вртоглавици и нема да одам на училиште. Ние како родители, одма да го прифаќаме на детето, вистина му е лошо. Несвесно да се прашаме што му е та етиолошки, да побараме каде е тоа. Значи, од мали нозе во образованието децата, значи ги тераме некако присилно да почувствуваат дека се фрустрирани, иако нема потреба од такви фрустрации. Какви се состојбите во нашиот град? Јас не знам, вие сте новинари, ги следите сигурно тие проблеми и имате сигурно многу повеќе сознание од мене, како се движат работите, мислам, бројот на невработени, бројот на баратели, со основно, со средно, со високо. За жал сега веќе имаме многу и магистри на заводот, што веќе тоа е, или како во еден професор рече во една емисија, кога ќе ни се јави на заедницата за вработување, во агенцијата за вработување, невработен со одбранета докторска дисертација, доктор на науки, веќе тука треба да го ставиме прстот, да размислиме зошто, што се случува со нас. Има, велам, од моите сознанија, знам дека има голем број невработени во градот, не знам точно бројката, но гледам, има многу невработени, од разни структури, од разни профили, со различен степен на образование. Јас, жал ми е што повеќе политиката се занимава со политичките влијанија во една средина, отколку да се занимава како да ги згрижиме младите, и јас сериозно упатувам на тоа критика. Несоработката, за мене пак велам, најжал ми е што се изгуби посебно концептот на агенциите за вработување, да се поизразени нивните настапи за создавање на простор за соработка со младите, да ја организираат во разни клубови, во разни курсеви. Сега ќе го ставиме, значи, поново курсот дека е потребен, не само дипломата, но курсот дека ни е потребен некаде да можеме овој да работиме. За да можеме да направиме, значи, сите овие работи мора да ги согледаме, поради големата невработеност, да можеме да направиме една превенција пред да има појава на вакво девијантно однесување, да не ни западна децата во безнадежност и да не ги доведиме до да им се создадат разни психосоматски нарушувања. Основна порака во таа превенција е, и доколку дојде до вакво нарушување од било која причина, сега овде го зборувавме, нели, за невработеноста, но и од било која причина, ако ни се создаде потреба за вакво нешто, дека треба кај одреден единка, нели, да откриеме дека нешто се случува кога се обжалува, нели, на такви некои нарушувања органски, прво што мора да исклучиме и да го следиме, да го превенираме да нема органско оштетување. Симптомите ќе ги има. Симптоми ќе има, велам. Ќе го често стега желудецот, тешко дише, стегање во грлото, несвестици, вртоглавици, подсвевчување на нозете, не оди в школо, нема амбиција, демотивирани се, им опаѓаат во левите динамизми, животните динамизми, како да светот пропаднал. Кога еден дел ќе почувствуваме, ова и нека гледачите кои ќе не следат као препорака, кога било што ќе осетат кај детето за такво однесување претходно избор, нели, во системот на образование, како децата се жалат,
Пожелно е, заради превенцијата, ради раното откривање, да не дојде до органско оштетување кај младиот човек, да веднаш се обрата до стручните служби, до матичниот лекар, до школскиот психолог, педагог, до наставникот, дека има некое нешто што го оптоварува, дали е тоа слабиот успех, неорганизираната група во која се движи детето, хетерогеноста во групите често ги јавуват и работи и така натаму. Втор веќе чекоре, доколку веќе имаме чести симптоми на вакво однесување, на вакви реакции, нели? Добро е таквата личност да се хоспитализира за да се следи. А сето тоа со цел, кога ја следиме, значи кога ја обсервираме личноста, ќе го најдиме основниот конфликт каде е кај таа личност. Етиолошки ќе навлеземе каде точно произлегува жариштето, каде е конфликтот, зошто се создала ова психосоматска реакција. А зошто велиме тоа? Сега, за тоа да го правиме, кога ќе откриеме, значи, дека нешто се случува, кога ќе оставиме под обсервација. Најдобри методи покрај медикаментозниот дел, што обично психијатрите покрај нивното советување, покрај нашето, секогаш, што е и нормално, ќе дадат и покрај нивните сугестивни работи и некоја медикаментозна терапија. Пожелно е да се оди со двете комбинирано, да се работи со таквата личност, а најдобро е, као препорака, што самите можат да си ја користат личностите, најпрво да вклучат механизам на одбрана на начин на кој полесно ќе ги одбиваат тие сите напливи, сите тие фрустрации, додека имат его снага, рековме, нели ќе се борат, после ќе попуштат и ќе се јават овие работи. За да го вратиме ова назад во таа рамнотежа, ќе мораме полека да создаваме и одбранбени механизми кои ќе се спротиставува дополнително, значи да оние дополнителни фрустрации што ќе им се јават, да можат да се одбранат. Тука најдобри се обично со што сами може да се користат гледачите, тие се, ние би ги нарекли релаксациони тренинзи, тренинг за релаксација на организмот, дали тоа ќе биде јогата, дали ќе биде медитирање некое, дали ќе биде слушање на музика, дали ќе биде тоа дружење, разговори во насока на позитивно влијание, не негативни сугестии. Значи, такви релаксациони тренинзи и ќе вклучиме, после доколку мора, али стручно лице, и бихевиоралната терапија, значи, тоа е најдобро за промена на поведението. Не дека јас ја преферирам бихевиоралната терапија, аз кога работам во моите психолошки советувања, имам за обичај да ги комбинирам сите тие техники на психотерапијата, од бихевиорот и психоанализата не сме да се постави во никој случај и гешталтот сега и овде, ништо вчера, ништо утре, значи што е најважно да го вклучиме после кога ќе почнеме да го менуваме поведението, дека не е тоа што нас ни се врзало во главата, дека нема безизлезност од оваа состојба. Конкретно зборувавме за невработеност. Како да најдеме сега да го разрешиме? Значи, да внесиме во себе позитивна една сугестија. И тука автосугестивната терапија многу помага во овие случаи, посебно во психосоматските нарушувања, најмногу помага автосугестивната терапија покрај промена на поведението, значи бихевиоралната терапија или гешталтот или психоанализата, повеќе психоаналитичката теорија и психоаналитичкиот дел би го искористили за она колку можеме да навлеземе, нели, во етиолошкиот дел за разрешување на овие конфликти. И овие, да напоменам, мора да бидат површински повеќе психотерапевски методи, затоа што од овие сите што ги наведов, површински оддел, затоа што не смееме да продриме во личноста, па да дојдиме до повреда, поновно будење на некои непријатни чувства. Значи, целта и не ни е да ги потискаат луѓето. Тоа не е големата грешка и ова како порака за сите слушатели.
и гледачи што ни се на нашава емисија, не да ги потискаат сите непријатни доживувања, не да ги таложиме, па да ја полниме чашата со горчина. Најдобро е кога се комуницира, се побара помош, една релаксациона терапија ќе примениме, еден вентил ќе најдиме, што мора да се најди вентил, значи за таквите натрупани напливи, за да можеме да ја ослободиме таа тензија од на што се јавува, да ги разрешуваме, да научиме како да ги разрешуваме конфликтите, да ја напуштиме таа амбивалентност што најмногу ни создава, значи тој двоен судир што најмногу ни создава нас, нели, конфликтни состојби, внатрешно конфликтни состојби, и така да ја вратиме таа хомеостатична состојба, таа рамнотежа организмот, за да можеме да се ставиме поново во позитивна функција и да бидеме општествено корисни граѓани. Ако ние потониме, тогаш ништо не сме направиле, ќе одиме во потешки нарушувања. Што се случува со лицата кои воопшто не ни сакаат да побараат помош од психолог или слично? Видите, обично и не бараат многу помош младите луѓе, се додека објективно не настане некакво нарушување или посериозно него некој него обсервира тоа дека кај човекот имаме одредено, нели, нарушување. И кога објективно тој ќе прифати дека нешто се случува, тогаш бара помош, што е незадоснета работа. Да не создаваме страв кај младите, не е задоснета работа, но добро е да се побара помош. Нека не се страни младите, ова како апел. Не сум јас единствен психолог во градот, имаме школски психолози, имаме психолози во центрите за социјална работа и така натаму. Грешка што нема психолог и не мислам дека нема во агенцијата за вработување, кај што младите би формирале групи, би се ангажирале работно, макар со минимални некои, ама добро е кога влезат во некои проекти да се ангажираат и слично. Во овој случај, младите не сме да се препуштат сами на себе, да станат безпомошни, безидејни, него да си побараат помош кога почувствуваат било каков проблем, било каков конфликт во себе, дека нешто се случува. Организмот му алармира, дали ќе се препотува тој, дали ќе има вртоглавици, дали ќе има несвесници, дали ќе го стега желудецот, дали тешко ќе дише, дали ќе имитира астма, дали ќе се вклучат повеќе жлездите со внатрешно лачење, се некој му сигнализира нешто. Одма нека си побара помош, било кај матичниот лекар, било кај школскиот психолог, било кај нас тука, да ги надминеме тие овај состојби. Затоа што нас, што ќе ние ако го вработиме, нашиот човек, каде што некаде јас да бидам искрен, добиват и погрешни информации, тие обично кога влезат во една орган невроза, што би нарекле ние, одма сакат да бидат слободни, да не работат, што е најпогрешната предпоставка за тоа. Сите луѓе што ќе почувствуваат ваков проблем, најважно е да работат. Работната терапија е најважниот дел за нивно не ресоциализација, не би ја рекол, а оние што рекол со девијантни однесувања, токму заради ресоциализација нивна, најважна е работната терапија. Дури јас ја предпочитам работната терапија посебно кај лекувањето на зависностите. Посебно кај тој дел. Затоа што, да речеме, ние можеме да наметниме релаксациони некои методи, ама нема да дојдеме до вистинскиот резултат, посебно кај девијантните однесувања. Нас ни треба социотерапија тука. Да го ресоциализираме тој човек, да не свати дека пропаднал светот за него, што не работи. Али за тоа треба да имаме посилна социјална држава која ќе води сметка за овие социјални проблеми. Да го охрабриме, да му даеме поддршка на младиот човек, да го вратиме во онаа хомеостаза, значи, а тоа ќе го направиме ако направиме една нова ресоциализација. Ресоциализација да не се прави само со социотерапијата,
Работната терапија тука. Јас секој велам кај невротските нарушувања посебно, не е кај психосоматските нарушувања, веќе и кај невротските нарушувања што настанале, кај што имаме појава на одредени веќе заболувања, ќе ги наречеме невротски, препочитам да постојано се вклучуваат тие луѓе во работната терапија. Да работат нешто, да сватат дека не пропаднал светот за нив, да им се јави нова идеја, нов мотив за работа, полека да ги смалиме оние напливи на неспособност, безвредност, безидејност и така натаму, тогаш, кога ќе го вратиме малу човекот во една нова равнотежа, освежен, ресоциализиран, тој тоа веќе сега ќе го пренеси на неговите што биле, да речем, од групата, со одредено девијантно несување, оној што ќе прифати да биде ресоциализиран, тој преку него ние сега тој трансмитер ќе ни биде пренесувач на нашите идеи, нели, и ќе им ги пренесе ними дека се овие подобри него она што го работевме, него да влегуваме по подруми, да крадиме, да пушиме, да земаме наркотици, да се алкохолизираме постојано, да земаме неконтролирано лекарства, седативи кои ги помешуваат со алкохол и создаваат кошмар еден, да речем, кај клиентот. Тој сега нашиот излечен, ресоциализиран, да речем, клиент ќе биде добар трансмитер кон сите други, за да им каже објективно состојба дека не е завршил светот за него. Има за што да живее. Тоа е основна моја порака. Нема безидејност. И како порака јас стално велам, одите са бајле, станете и кажете денот ќе ми биде убав. Автосугестијата и преевска ви спомна дека е многу важен дел од сите тие психотерапевски методи. Легнете вечер со фактот дека е убаво ќе спиете и са бајле кој ќе станете ќе бидете добро, денот ќе ви биде убав. Една порака. Значи, дајте му на организмот снага и така за невработените. Не се изгубило се. Утрото, нели, раѓа нови идеи. И да го искористиме Огмандино овде, стално го спомнувам, еден чекор носи милион нови чекори. Млади луѓе, како порак, направете го тој чекор. Влезете во објективниот начин на живење, да создавате, да продуцирате, и научете убаво да живеете. Многу ќе бидете порелаксирани, многу полесно ќе одговорите на сите предизвици пред вас што излегуваат и ќе бидете полесно да ги разрешувате сите овие конфликтни состојби. Верувам дека дел претходно фативме, но со што се соочува индивидуата при ваков случај? Видете, прво завлегуваат први симптоми се како последица на сите овие работи, девијантните однесувања или психосоматските нарушувања кои ќе се јават, првите симптоми ги појасним деневи. Сега индивидуата. Доколку чувствува, има снага да се бори, ќе се бори, додека може да прави барикади. Кога ќе попушти? Таа барикада не може да се бори. Добро е, мислам, одреден број на луѓе бараат одма помош, дали ќе се посоветуваат дома со родителите, со најблиските и слично дека нешто му се случува. Најлошо е за оние единки кои не бараат воопшто помош. Кај ними може да дојде после до посериозно нарушување. Влегуваат во една субдепресивна состојба, каде што уште мотивацијата е посмалена, мотиво за живење смалени се животните динамизми и тие луѓе сега, значи, не барале помош и кога ќе навлезат веќе во потежок малце, во потешка состојба, да речем, на психичко нарушување, не дека е задоцнето, не сегам никого да обесхрабрам, секогаш постои нешто, значи, никогаш не речи никогаш, значи, ќе се најдат механизми, ќе се најдат начини како да го ослободиме, бар додека да не одам сега во нарушувањата кои се потешки душевни нарушувања, но додека ни траат овие симптоми, додека се појавуваат на вакви психосоматски нарушувања, да можеме да
да му помогнеме на младиот човек да не бега единката, препорачувам, зали? Објективно треба да и се објасни што е тоа последица на ова, а не на некој на вистина органско заболување, оти тие одма бегаат во болест некако, кога почнат посериозни проблеми и бегаат во болест и барат се, и тие што ќе барат помош. Прво има недоверба, ни кон себе, ни кон стручните луѓе што ги водат. И што прават тие? Прво, ако побараат помош во центрите, нели, за лекување, одма бараат, да речеме, што ги стега срцето. Бараат да се направи, да речеме, ЕКГ. Ќе му кажи докторот дека нема ништо органско оштетување, дека тоа е као наплив, као последица на конфликтните состојби и слично. Исто тоа се случува, нели, со желудецот кога имаме, со промени на тие проливи, па гушењето, па тешкото дишење и тоа е во состојба да ги направи сите малтени испитувања, додека не дојди до онаа точка дека кај него органски не се случува ништо. Кога ќе го вериме во тоа, и тој еден период ќе биде добар. Ќе биде во една, да не речам ремисија, ама такава една убава мирна состојба, се додека не, бидејќи болеста ние велиме исчезнува, симптомите останува, нели? Така, за да не се појават нови симптоми. Токму треба да го користиме ово досега што ние го зборувавме. Начинно на пристап кон него, психотерапиите, соработката, дружењето, меѓусебните релации да бидат се поголеми меѓу младите, али во позитивна смисла. Затоа реков и преска да ние создадеме здрава популација. А за тоа да го сториме, мора да се направат чекори и измени и во образовниот систем, одредени убави анализи. Често се случува, да бидам искрен, и лаици не ги прават начинот како да се образуваат децата, без да има некоја навистина подлога или сериозно истражување, да има сознанија за тие проблеми. А затоа постоја сите служби во школите, да ги ангажираме колегите, па и педагозите, социолозите, социјалните работници, да дојдеме до еден систем на образование кој ќе биде објективен, реален, кај што ќе се цени вредноста на човекот, која што после може да креира, нели, доста добри, да речеме, производи на неговото знаење, на неговиот квалитет и слично. Господине Секуловски, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете мој денешен гостин. Ви благодарам и на вас и ви посакувам успех во вашата работа и сакам што почесто да ги следите овие проблеми, да бараме заеднички одговор од сите сегменти, од сите профили и доколку има потреба некојаш поново би се ангажирал да соработуваме. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.